Почитувани, непотизмот и богатењето на функционери од власта е символ на криминалното владење на Никола Груевски и ВМРО ДПМНЕ. Еве ги фактите за дел од прилепските функционери од власта за непотизмот и нивното богатење. Анкетниот лист на Никола Димески, председателот на Советот на општина Прилеп и прв човек на општинскиот комитет, покажува дека покрај тоа што вози скап автомобил, направил финансиски високи девизни заштеди, а дури успел и да даде заем од 1.680.000 денари. На кого тоа Димески дал речиси 30.000 евра и дали од тој заем добива финансиски интерес, односно лихва. Неговата сопруга пак е вработена како наставник во основното општинско училиште Кире Гавриловски во 2007 година, кога е на власт ДПМНЕ. Анкетниот лист на Оливер Дерковски, актуелен неизвршен директор на АД Водостопанство Република Македонија, покажува дека се стекнал со 2 станови во Скопје, од кои едниот е токму во периодот кога бил генерален директор на Македонски железници транспорт. За изненадување, исто и тој дал заем од околу 13.000 евра. За време на власт на ДПМНЕ, неговата сопруга Донка Дерковска е вработена во јавна установа за загрижување на деца Скопје после 4 променети работни места. Неговиот брат се вработува во јавно комунално предпријатие Пазар и Прилеп, а снаата за брат во основното училиште Климент Охридски Прилеп. Анкетниот лист на Димитар Стевенанџије покажува дека во 2014 година прилепскиот пратеник на ДПМНЕ се стекнал со стан, а претходно во 2010 година се подновил со скап автомобил. Во 2008 година неговата сопруга Јулија Стевенанџије се вработува во здравствен дом Прилеп, а во 2014 година неговата сестра Марија Дамчевска е вработена во Центар за јавно здравство Прилеп. И двете добиваат специјализации во време на власт на ДПМНЕ, а во јавноста се уште постои дилема дали ги исполниле сите законски услови за стекнување на специјализациите. Ситуацијата е слична и во семејството на пратеничката Ана Лашковска, каде нејзината мајка Виолета Лашковска во 2007 година е поставена за директор на Основно училиште Добре Вајнарски Прилеп. Нејзиниот брат Дејан Лашковски во 2009 година е назначен за член на одбор на директорот Утиски комбинат Прилеп, со што е дел од комплетното уништување на овој прилепски гигант и од каде го напушта тоа работно место со земен од премнина од 10.000 евра. Неговата универзалност доаѓа до израз во 2015 година, кога е назначен за член на управниот одбор на јавното предпријатие Студенчица од Кичево, а времето ќе покаже дали е тоа направено по законски пат после примање на отпремнината. Неговата сопруга Елена Келтановска Лашковска во 2011 година е вработена во основното училиште Кире Гавриловски Јане. Посебно е интересен прилепскиот градоначалник во заминување Маријан Ристевски. Во неговиот анкетен лист, како личен имот пријавил куќа, само куќа, а пријавил и кредит во висина од 344.000 денари, како и моторно возило, за кој што не дал никаков податок во чија собственост. Само ќе го подсетиме дека анкетните листови од Државната комисија за спречување на корупција во анкетните листови на Државната комисија за спречување на корупција се ставаат сите промени на имот од потесната фамилија, а за нивно невнесување законски се одговара. А тоа во еднина ќе биде проверено. Неговата сопруга Фанче Ристевска експресно го врви патот од магистратура до доцент доктор и се вработува на Економскиот факултет во Прилеп. Златко Ристевски, првиот брат учет на градоначалникот, последниве 10 години е директор на јавното комунално предпријатие Комуналец Прилеп, а неговата ќерка моментално е вработена во основното училиште Кочераци на Прилеп. За оваа тема уште има многу да се говори, а тоа во континуитет ќе го правиме. После 10 години криминал и грижа само за личните интереси, дојде времето кога Никола Груевски и неговите функционери ќе одговараат за сите злодела кон сопствениот народ. Дојде крајот на богатењето на фамилијата, додека народот гладува и мезерува, а младите неповратно ја напуштаат Македонија.
Народот ќе го стави Груевски и ВМРО ДПМН во мрачниот дел од македонската историја. Правда ќе има, а Македонија ќе биде општество со еднакви можности за сите. Благодарам.